За некого се пасија, за некого гордост, а за некого олтајмерит се обично превозно средство кое се уште ги служи во извршувањето на секојдневните обврски. Речиси сите ретро автомобили кои денес беа изложени во рамки на првиот собир на олтајмери во Делчево се во исправна состојба. Едни од примерите за автомобили кои без прекин работат се и 40 годишната Volkswagen Буба на делчевчанецот Стоју Лесовски, популарното Фикјо на Стојне Стојменовски и незаменливиот Фијат на Младен Крстевски, автомобили кои досега немале посериозни механички проблеми. Така? Да. Дали исправна? И се уште ја користите? Да. Работи регистрирано, низ цела Македонија може да оди. Колата е во исправна состојба, во вожна состојба е. Скоро, како што ја гледате, не е мененото ништо. Оригинал. Тогаш излезна прва серија Елегант. Од првите коли поскапа беше, но се испаташе бидејќи оваа кола направи прошетка скоро низ цела Европа. По Бугарија, по Грција, по одмори, по Србија за време на Југославија. Па не ми се продава бидејќи остаресо неа јас. Затоа ќе ја оставам на децата. Ако сакаат, нека ја чуваат, нека ја поправиат и некој е во возна состојба, нема проблем. Еве моторот како работи, како да е нова. Но пасијата кон старите автомобили не ја гаат само возрастните. Љубовта кон олтајмерите живее и меѓу помладата популација. Ford Cortina L од англиско производство. Го имам од мојот дедо, Милчо Сугарев. Таа е произведена 1972 година. Пред една година реставрирав и сега учествувам на ова манифестација. Ентузијастите кои го организираа настанот Емил Илиевски и Лоренцо Трајановски, кој оправдано беше одсутен, но беше присутен преку социјалните мрежи, се изненадени од огромниот одзив на сопствениците на олтајмери кои ги имаше над 50-тина. Целта е собир на стари возила, љубители сме на постари возила и еве собравме неколку околу 50-тина возила до сега. Па идејата сме биле на многу настани у други градови, па така одлучивме и да направиме еден настан и сакаме секоја година да се одржи како традиција. На крајот, плакетата за најдобрите, најстари, но и најсочувани олтајмери заминаа во рацете на Методи Андонов и Ванчо Белогаски, инаку собственици на Volkswagen Буба од 1966 и Fiat Campagnol произведен 1957 година. Имајќи го предвид фактот што денеска навистина имаше голем одзив на луѓе кои што поседуваат стари автомобили, слободно може да се каже дека собирот на олтајмери кој за прв пат се одржа во Делчево беше повеќе од успешен.